Писмо или глава, црно или бело, курто или мурто. Од каде ни е северна? Мислам, подобро да си бевме може горна. И онака ја у принципот секојаш сум сакал да бидам од горе. Вака, северна, секојаш имам чувство дека гзовко да ми е на промаја. Oh, why is that? Ме прашува Бритни. Зашто ви го бапна тоа бананата? Бритни, сега ќе ти кажам зашто. Затоа што, пред да го смениме името, со старото име, имавме заебана историја. А сега по ова новово имаме и зебана историја. Бритни, ние од секојаш не сме биле Северна Македонија. Нашето девојачко име беше Република Македонија. Ама многу сакавме да се омажиме со оној Северноатланскиот сојуз и затоа решивме да го земеме неговото презиме Норд. Со многу зорд сме станале Норд. И затоа сега не сме мажени за еден, туку за 29 души. Абе, као секта сме. Уствари, сега сме 30-та невеста во харемот на шеикот НАТО. Затоа денеска во Македонија, во Северна Македонија се живее како во харем. Знаеш дека ќе те ебат, али не знаеш кога. Белки, кој ќе играме вовче, нема ние секојаш да бидеме локомотивата. Чув! Ей, I don't understand, ми вика Бритни и ме гледа као теле. Зошто ви го сменија името? За кој мој? Викам Бритни, сега ќе ти кажам, идеме поред. Викам Бритни, прво, една мала група педери од Европската Унија не нарече ФИРОМ, The Former Yugoslav Republic of Macedonia. Затоа што тоа име многу ги подсеќаше на Југославија, државата на која јебаа мамата, и исто ги подсеќаше на Македонија, државата на која допрва требаше да јебат мамата. Арно, ама забелја тогаш се појавија Бритни американците. А они кои ќе се појават, одма сакаат да ти воведат демократија. А американците каде што воведуваат демократија, таму одма избива нафта. Али они сватија дека ние немаме нафта, туку дека пиеме нафта. Ги заебавме, жбрц. И така они накурчени си викаат, овие онака немаат нафта, дај бар да им ја напикаме демократијава. И фатија тука да не пердашат без кондом. Али онака за полесно да ни влезе демократијата. И ние од толку пердашење свативме дека не сме повеќе Фајрон, него дека сме Фајронд. Така станавме Северна Македонија. Сестра близначка на Северна Кореја. Имаме многу заеднички нешта со Северна Кореја. Да кажеме и таму пеше збудали исто како кај нас направија држава. Главен град на Северна Кореја е Пјонгјанг. Нашиот може да го крстиме Скопјанг, зашто исто као кореанциве сакаме од стиропор да го градиме. Следна сличност. Северна Кореја не е во Европска Унија. Они не се и ние не сме. Они не се зашто Европската Унија им била многу далеку, нас ни е блиску, али не примаат. И сега подобро е Европска Унија да ти е далеку да не те примат, отколку да ти е блиску да не те примат. Друга сличност, Северна Кореја има нуклеарна бомба. Вие ќе кажете, жбрц, ние немаме нуклеарна бомба. Да, али затоа ние сме нуклеарно глупи. Друга сличност, Северна Кореја на главниот град на плоштад има споменик од Ким Ил Сунг. Ние имаме од Александар, уметничко име војнот на конј. Овие предходниве што го направија и што го поставија, какви визионери беа кој да знаеа дека ќе смениме име у Северна и го наместија на север да гледа маме му ебам. Абе шо мајка бара на север да гледа? Овој барем у Северна Кореја гледа према Јапан. Али, затоа на нашиот конј на Букефал му се дигнати вака предните нозе. Да видиме за кој кур пари сме дале. Да, имаме многу сличности со Северна Кореја, ама затоа од останатиот нормален свет многу се разликуваме. Тоа се гледа по медиумските вести како ги уредуваат. Еве ви главна вест во нормалниот свет. Елон Маск пратил Тесла автомобил во Вселената. Главна вест во Северна Македонија. Вчера во центарот на Скопје на булеварот Теодосиго Логанов пцојсал конј влечејќи приколка. Сообраќајот е затворен во двата правци веќе неколку часа. Колоната се протега од Карпош 4 до Драчево и понатаму. Конјот пцојсал од топлотен удар зашто бурдуш од шутка немал резервен конј за да го замени.
Од каде бе топлотен удар у Северна Македонија бе? Па уште конј да пцој се од топлотен удар. Али, веста вака иде понатаму. Во врска со случајот, пратеникот Амди Бајрам вети дека доколку граѓаните на Шутка го гласаат доживотно, за секоја фамилија ќе обезбеди субвенција зимски и летен конј. За вакви настани во иднина да не се повторуваат. Исто така, пратеникот се обврзува дека за секое семејство ќе обезбеди 2 литри гратис Кока-кола да не му падне шеќерот на конјот. Втора вест во нормалниот свет. Востоличен е се вселенскиот патриарх. Втора вест во